Добар, убав, среќен ден, драги мои пријатели на вкусот на традицијата. Голем поздрав од етно селото Златно Буре Кучково, каде што со нашиот тим се подготвуваме за новиот рецепт на денот. Посебно ми е мерак кога готвам нешто со спанак, блитва, штаве, киселец. Значи, сите јадења ми се превкусни, но овој специјалитет и овој рецепт, кога го забележав на Фејсбук, решив да го направам дома, да го пробам. Затоа што се ми изгледаше така интересно, примамливо, значи пелте од спанак. Или ако немате спанак, за овој рецепт користете блитва, штавеј, како што кажав, киселец, значи што имате. Инаку се вика пелте од спанак. Нешто многу интересно. Прво се вари, па се подпекува. И го направив, како дојде вкусно, како да ви кажам, како, знаете, на солен млечник, која се прави со многу јајца и со млеко, па нешто ова е така многу слично, а многу убаво. За да го направите овој специјалитет, вас ќе ви биде потребно. Значи, 500 грама зеленило од спанак, штавеј, киселец и така натаму. Важно да е 500 грама. Половина литар млеко, 3 супени лажици брашно, 1 морков рендан, 1 компир рендан, 1 кромит рендан, маслиново масло, половина чашка водичка, ама ова може и не мора. Значи, само ако забележите дека веќе станува многу густо, чисто да го разредите, ќе ставите малку вода, ако не, не треба вода. Малку бибер ќе ни треба, буковец, црвена пипер, сол и ќе ни треба 100 грама рендан кашкаво. Да преминеме на работа. Постапката е следна. Прво, ќе ви треба и тенџере, ќе ви треба и една земјена тава. Најпрвим во тенџерето ставаме маслиново масло за готвење. И сега тука го пржам кромидот, морковот и компирот заедно. Убаво да се издинстат, но мора да бидат рендани. Ете така, сега го ставам компирот, се одеднаш ставате. Зошто ми се допадна овој рецепт, предпоставувате? Затоа што млеко во фрижидер имаме, морков имаме, компир имаме, кромит имаме, спанак или блитва и да немаме, имаме замрзнат во пелети и можете да си го користите и замрзнатиот. Така, сега ќе го ставам и морковот. Убаво се, ова треба да се издинста едно 10 до 15 минути и сега го ставаме на тивко, додека не му излезе целата вода. Така, сега го намалувам и го оставам на тивко да си се искрчка. Еве, драги мои, се доби веќе и пире од кромидот, компирот и морковот. Ова е веќе комплетно обработено и искрчкано, сварено, прекрасно изгледа. Сега ќе му го додадам млекото, но на крајот ќе оставам малку за да можам брашното да го растворам во него. Сега го додавам млекото. Промешувам и ќе го оставам сега сето ова да се вари во млекото. Значи, комплетно да биде сварено. Во меѓувреме, додека ова се вари, и тоа на тиво коган, јас
блитвата ќе ја насечкам, се разбира до дршките, нели? Ќе ја насечкам и како ќе сечкам, така ќе ставам во тенџерето. А со ова што ќе ми остане, ќе го досредам и од него ќе направам или чај, или ќе направам пире, ќе го спојам со некое јадење. Ставам тука, така. Некои дршки што се ептен дебели и големи ќе ги отстранам. Така. И повремено ќе промешувате, многу е важно на тивко да се вари. Евако, овие подебелите нив ќе ги остравим. Другите може и да останат, тие се убави, кога убаво ќе се сварат и се меки. Така, сега овие ќе ги насечкам. Еве го ќе почне веќе да се вари. Едно 5 минути да проврие и после ќе му додадам. Еве го се вари веќе. Оно и природно ќе се згуснува под дејство на присуството на компирот. Ај за тоа време, еве ги овие се баш многу дебели и нив ќе ги сечкам, ги отстранам. Еве го си крчкам. Ајде да го видиме сега. Супер. Одлично. Ќе го додавам сега и останатото. Значи блитвата ќе ја додавам. И таа ќе пушти вода. Така, сега другото да го насечкам.
После сето ова ќе го префрлам во тава за подпекување. Сето ова ќе оди на подпекување. И на крајот ќе ги додадам сите зачини. Така. Убаво се промешувам. Така. Сега додавам малку бибер, половина кафено лашче. Додавам малку буковец, црвен пипер, една кафена лашица. Или дури може и 2 да ставите. Јас сакам повеќе да има црвен пипер и многу ми е убаво, кога ќе се испече со него. И ставам сол на врвот на лажицата, а потоа ќе проверам уште колку треба да додадам. Сега промешувам повторно. Така. Еве и зеленилото пушти, значи многу вода. Супер. Сега ќе пробам. Сега ќе го зголемам малку оганот. Добро. Ајде да пробам сега. Треба уште сол. Доволно. Нека прокрчка, па ќе го додадам брашното и кашкавалот и сето тоа не од озгора кашкавал, туку внатре треба да има за да остане така кремаст. По желба, ако сакате, ако сте љубители на вкусот на лукот, додадете и лукче внатре. Ке си ја подготвам земјената тава. Еве го, веќе крчка. Така. Сега ќе го ставам брашното. Можете исто така и пченкарно брашно да ставите, не палента, туку пченкарно. Значи нека бидат лажиците рамни. Еве сега го додавам брашното со млекото заедно. Ај вака. И мешам. И исклучувам сега, затоа што ова ќе се пече. Како убавко мириса.
Одлично. Така. Сега го префрлам во земјената тава. Така, убаво. Да соберам се од внатре, да не остане ништо. Јас искрено ви кажам, овде би ставила лукче. И како би ставила. Еве го и кашкавалчето, ако немате кашкавал, ставете сиренце. Или урда ставете, се исто е. И убаво да навлезе секаде. Така, да навлезе, баш секаде да навлезе. И кашкавалот е солен, значи во ред си е се. И да ви кажам, ова ќе го затворите со фолија. Со фолија ќе го затворите. Прекрасно нешто. Со фолија и да си крчка, штом почне да крчка, едно 15-20 минути и ќе биде готово. На самиот крај, само отворете го да фати малку кукоричка. Ке направам некоја салата или ќе видам пиперче, некој патлиџанче и така што би можело да одговара со ова. Се гледаме со вас на трпезата. Еве го нашето пелте, не од спанек, туку од блитва. Исто е. Знаете како мирисаше во кујната кога се печеше? Неверојатно. Еве го. Погледнете. Чади. И баш е како пелте. Леле. Така. Со пиперче, со патлиџанче. Колку е убаво дека кашкавалот е внатре, не е од озгора, само туку на секаде. Како мириса. Лапни голтни. Леле, колку е вкусно. И погодено е на се. И на сол. И на се е погодено. Така е убаво. Искрчкано сега за крај. Прекрасен вкус. Мераци. Драги мои, направете го ова пелте од спанек и уживајте во вкусот што тој ќе ви го подари. А ваши се златните раце што ќе го направите ова. Знаете ли, драги мои, што е среќа? Не е среќа во тоа да се мериме кој колку станови има, колку куќи има, колку коли има, колку пари на банка, што би рекле битолчани. Среќа е кога ќе видите дека вашите деца станале здрави личности, здрави и успешни луѓе. Кога семејството ви е здраво и живо. Само тоа е среќа. На здравие до следната емисија Вкусот на традицијата. Ве поздравувам.